Коце Трајновски и ДПМН и официјално се откажа и од Скопје и од скопјани. Докато граѓаните се гушат во загаден воздух, Никола Груевски и Коце Трајновски расипнички ги трошат нивните пари на раскош и луксус. Со буџетот за 2016 година, Никола Груевски и Коце Трајновски сакаат да продолжат се по старо. Само за нови барокни фасади, Коце Трајновски планира да потроши нови 5,7 милиони евра. За нови плоштади и фонтани, уште дополнителни 3 милиони евра. А само за одржување на фонтаните и плоштадите 500.000 евра. За градската куќа следната година ќе се потрошат дополнителни 2,6 милиони евра. Врв на забеганоста, безобразлукот и луксузирањето се 500.000 евра наменети за уредување на просторот околу партиското седиште на ДПМН. Приоритет за Коце Трајновски е партиското седиште на ДПМН, а не изградбата на комунална инфраструктура. Само за илустрација, за цело Скопје, за цела година се предвидени вкупно 750.000 евра. За Коце Трајновски од секогаш партијата била и ќе биде пред граѓаните. За скопјани, за СДСМ и за коалицијата, овој буџет е апсолутно неприфатлив. Со овој буџет Скопје ќе продолжи да се задушува во загаден воздух. Ќе нема нови училишта, ќе нема гасификација, ќе нема бесплатен јавен превоз за студентите секој ден. Ќе нема многу работи. Со амандманите кои што ги поднесовме на буџетот, бараме повеќе пари за реконструкции на училишни згради, за надвозници и пешачки мостови, изградба и реконструкција на велосипедски патеки, субвенции за велосипеди за граѓаните на Скопје, мерки за намалување на загаденоста на воздухот, повеќе паркови и зеленило, гасификација на средните училишта, бесплатен јавен превоз за студентите секој ден, бесплатен здрав оброк за учениците во средните училишта, расчистување на дивите депонии и многу други мерки и проекти од интерес на граѓаните на Скопје. Коце Трајновски и ДПМН не работат во интерес на граѓаните на Скопје. И затоа има само едно решение. Оставка на Коце Трајновски и нови избори за градоначалник на град Скопје. Затоа што Скопје заслужува многу повеќе и многу подобро.